ветивте дека нема да се застане тука, целта ќе биде отворање на целодневен центар за дневен престој на печигата. Да, мене ми е голема чест и многу ме радуваат вакви проекти, кога една идеја ќе се реализира во дело овој дневен центар за работа со лица со попреченост, инклузива, на оваа локација веднаш спроти основното училиште Толи Зордомис, ќе даде услуга на голем број деца од оваа категорија на наши сограѓани и да немаме намера да застанеме тука. Еве, јавно ги повикувам и останатите кои што се занимаваат со ваков тип на делување во општеството да се одважат и да се вклучат со нови предизвици, со нови идеи. Општината е тука да помогне, како што и во првиот случај со дневниот центар порака наша, а и сега со инклузива, помагаме и ќе продолжиме да помагаме. Воедно, ќе потенцирам дека нивото на соработка со ресорното Министерство за труд и социјална политика, кое што има дополнителни надлежности сега, мора да се интензивира со цел да во Куманово се создаде еден центар за целосен престој на лицата од оваа категорија, бидејќи се соочуваат со сериозни проблеми, а им посакувам на инклузива, час поскоро да се лиценцираат на национално ниво како би можеле да ги користат средствата кои што доаѓаат од државниот буџет, за да можеме да ги ослободиме нашите средства на локално ниво за промовирање на нови вакви проекти. Честитам на успехот, на сите ентузијасти, голема благодарност до сите подржувачи на проектот, сите институции од централни, локални власти, но мора да напоменам и бизнис заедницата која што активно се вклучи со финансиски средства и го подржа исто така овој проект. И секако на вас, новинарите, кои што секогаш пренесувате тоа што е актуелно. Благодарам. Само кратко прашање во однос на инфраструктурата и овозможување на движење на лица со попреченост, во која насока ќе работи општината, ќе се одвојат ли повеќе средства како што бара? Значи, имавме, ако се сеќавате, една иницијатива да постоечката инфраструктура барем првично ги спуштиме тротоарите и мора да бидам искрен, тоа не изгледа убаво, бидејќи тоа е импровизација, но на тој начин барем на главниот булевар и во централното градско подрашје на одредени локации се спуштија 3 тротоари. Дополнително секаде каде што градиме нова инфраструктура, веќе ги пременуваме тие стандарди и ги спуштаме тротоарите, но видете, завртете се околу вас и видите ги сите возила кај се паркирани. Ние можеме да градиме тротоари колку сакаме. Еве овој тротоар тука пред училиштето ви е зафатен со возила, што значи дека свеста на граѓаните мора да се подигне на повисоко ниво. Мора да се научиме, значи, гаражните места кои што ни се планирани во објектите не може да бидат трансформирани во дуќани или други тип на подрумски простори, туку да се паркираат нашите возила таму кај што треба да бидат паркирани. Но тоа е процес кој што заедно со МВР и со останатите државни служби ќе работиме, а општина Куманово ќе се потруди веќе следната година да обезбедим дополнителни финансиски средства за инвестиција на нови паркиралишта, но недостатокот на паркинг места не е изговор за сопственикот на возилото да го остава возилото каде сака, кога сака и на начин како што тој сака.